Почитувани слушатели, добродојавте на ова радио Трибина или така наречена радио анкета на слушателите на радио Елена Мелбур. Почитувани, вашето мислење и вашиот став во овие значајни историски моменти и случувања моментално се најпотребни. Овие се историски моменти на кои сите ние во никој случај не треба да стоиме со скрстени раце. Името ни е посвето од се. Името на нашата татковина сме го наследиле и треба да го чуваме, негуваме и сочуваме. Тоа е историска наша одговорност. Со името и чувствата на македонецот не треба да дозволиме никој да се поигрува. Почитувани слушатели, дали имате заприметено во последниве години од толку што не имаат отруено со разни притисоци, разговори, преговори за името, заборавивме, не гледаме и не чувствуваме ништо што е убаво околу нас. Колку убави работи има околу нас, но проблемите за името што ни ги прават, ништо друго не ни е интересно и не сме посветени на другите значајни македонски работи. Дали мислите, ако се продолжи со оваа тортура со името, ќе започнеме да заостануваме во сите основи како нација и држава? Време е да реагираме и да ставиме крај на сиве овие тортури и психички малтретирања на македонецот. Затоа, почитувани слушатели, организираме оваа радио Трибина и многу пред тоа организиравме за да ставиме крај на многу нешта. Исто така, покрај тоа што ќе бидат вечерашни теми името и гласањето и политичките случувања во Република Македонија, тема ќе биде и непромислените делувања и размислувања и прообредување на некои политички дуболози. Уште еднаш ве поканувам да учествувате и ве очекуваме откако ќе ги најавиме телефонските броеви. Почитувани слушатели, како од почеток сакам да ја најавам нашата гостинка. Чест ни е што како гостин ни е нашата сограѓанка од Мелбур, госпоѓа Гордана Димовска, наставничка по македонски јазик во Мелбур. Исто така повеќе време е активна со пишување на колумни, на своји автономни размислувања. Главна заложба во тие колумни е зачувување на македонското име, идентитет, македонски јазик, писмо и култура. Гордана, дали се слушаме? Да, Дончо, се слушаме. Добро вечер пред се до тебе, до вас во студиото и ја поздравувам твојата иницијатива, како и секогаш имаш добри иницијативи, секогаш во корист и во полза на македонскиот народ, на македонското име, секогаш пак се враќаме на овие теми, за жал, ама мора да е така, си мислам, нема друго. И ви благодарам за поканата, ви благодарам за убавата најава, но вистина баш точно ме опишавте. Да. Тоа сум јас. Гордана, значи мора да се бориме и да ја издржиме до крај и борбата да ја завршиме до крај. Гордана, од самиот почеток започнавте да пишувате колумни на радио Елена Мелбур, па потоа на веб порталот на Македонска нација. Вашите колумни стана многу читани, превземени од многу веб страници и фајсбук страници, весници и медиуми. Гордана, вашите колумни се многу читани. Како се чувствувате за тоа, а поготово како ви е чувството кога гледате колку предонесувате за Македонија, кога го кажувате вашето мислење и став? Благодарам, Дончо, за прашањето. Првата колумна навистина настана се појави на веб страницата на радио Илинден Мелбурн и се сеќавам дека тоа беше Македонија и само Македонија. Тоа ми беше едно така силно чувство кое го изразив преку таа колумна и прво нешто што го напишав во врска со Македонија, со проблематиката околу името, а потоа продолжив секако и понатаму со многу други теми и пак се беше поврзано со Македонија. Претежно се концентрирам на името, на националните белези, на јазикот, пред се што е нешто свето за мене и во кое гледам иднина, гледам тој ни е како еден клуч кон иднината кој треба посебно да обрнеме внимание на јазикот. Тоа е едно посебно наше национално обележје преку кое ние се
препознаваме овде во Австралија и било каде во светот. Да, и понатаму продолжив исто така и во македонска нација пројавија интерес да ги објавуваат овие колумни исто така. На големо задоволство се осеќам многу среќна затоа што на еден начин успеав, се пробив и во еден таков медиум, читан медиум, кој е читан има читатели повеќе од 30.000 и тие се насекаде низ цел свет. Исто така ги читаат сите тие колумни и политичарите и се осеќам многу среќна затоа што може допираат до секого. Тие мислења, тие ставови допираат до секого, посебно до политичарите, знаат што мислиме. Тоа мислење секако е и мислење и на многу број на луѓе што се овде на народот, едноставно речено. Тоа е едно исто па исто. И исто така добивам секојдневно коментари од мои читатели сега веќе кои редовно ме пратат и секогаш очекуваат нешто ново. Ако застанам, например, да паузирам од 2-3 недели и веднаш добивам пораки ме бараат пак назад, кај си што те нема, ни треба да не мотивираш повеќе. И така, тоа мене ми дава една додатна енергија и уште поголема мотивација да продолжам и понатаму. Гледам дека е успешно, гледам дека допира до народот, допира до секого и навистина е чувството прекрасно да се работи на тој начин. И јас нема тука да застанам, јас и понатаму пак ќе продолжам. Тој е еден вид на борба, на моја борба понатаму. Така правеа и во минатото нашите писатели, се бореа на тој начин да влијаат на мислењето на народот, да дојде до израз националната свест на народот и за зачувување на својата земја, за самостојноста на Македонија и така натаму. Да, Гордана, ќе спомнам и некои наслови, значи насловите на колумните не само што се силни, туку и силен е и текстот и она што сакате да го кажете внатре во самиот текст. Да. Ево, например, да спомниме и некои други од остани силна Македонија, фактите зборуваат, една е Македонија, од срце на народот. На народот, да. Не ни треба ново име, ни треба Македонија, печати на македонската судбина и така натака. Веќе почнуваме да не можеме да ги доброиме. Гледам. Да, и јас така. Јас не знам ни самата колку имам сега. Ти подобро сега ме подсетуваш. Мислам дека треба да се направи една книга и да се соберат сите на едно место, затоа што јас самата не знам колку се, а да ти кажам искрено дека веќе почнаа луѓето и да ги бараат и сакаат да ги имаат сите и да ги читаат. И јас му кажам, не знам, треба да ти ги испечатам на мојот компјутер, не знам, или гледај на македонска нација, барај. Тоа ми беше и мојата идеја, еден ден мора да ги соберете во една книга овие и тогаш може кога сте на едно место ќе се увиде она вистинската цел што си сакале да постигнете со тоа кога се сите на едно место. Гордана, да одиме на најглавното за она што е вечерашна тема, е името на Република Македонија. Во уводот кога започнува спомнав дека има толку убави работи да се посветиме, да работиме, но некако не можеме од овој случување со името. Па да, во врска, јас жалам што ева и по толку години повторно се враќаме на почеток, пак зборуваме за името, пак е тоа некоја преокупација на сиот македонски народ, без разлика дали живее овде или во Македонија, ние сите сме преокупирани со ова. И тоа така наречен спор со името, не знам за кого е спор е само за една страна, за нас не е спорно, не е проблем ни за 131 земја колку што не имаат признато подуставното име Република Македонија. И не го гледам јас тоа како спор. И сета таа ситуација со така наречен спор со името и барање решение, компромис за името, ја парализира едноставно цела македонска нација. Јас тоа така го гледам, затоа што навистина застанавме тука и пак само се вртиме околу круг, само се полемизира околу тоа, се прават анкети, аве и вие како медиум губите време доста со овие трибини за името и пак немаме никако дојдено до некое решение и мислам дека и во догледно време нема да има некои показатели на нешто ново. Се држиме како во некоја темнина, не знаеме што се случува, само се нагаѓа. Сега си мислам во некоја фаза како да се наоѓа народот на надеж. Јас така ќе ја наречам оваа фаза сега. Сега се надева на тоа што ќе се случи на 21 март со судот во Хаг, како ќе одлучи, што одлука ќе донесе во врска со Грција. Ама јас
кривицата ја гледам сепак во тоа самото нарекување на спор со името. Јас не го гледам тоа како спор со името. Ако е спор, ако е проблем, значи тој проблем треба да се седне и да се решава, што и веќе и се прави. Кога тоа треба да се реши нешто и упорно се бара некое решение, значи мене ми изгледа дека треба да се промени нешто. Јас сум апсолутно за да не се променува ништо од нашето вековно име. Тоа не е фер, тоа е дискриминаторски да се менува име на една држава и зошто баш нас. Ние ќе бидеме најпогодени, затоа што јас се знае која е позадината. Мислам, Грција тоа намерно го прави, ова ќе им биде ни финален удар, да не докречи и да не обезличи, едноставно речено. Со какво име ќе се влези после во било која институција, каква е смислата на влегување во било што, кога ќе видиш безимен, кога ќе видиш нешто друго од она што си. Не би смело ни да дојде до таква ситуација, ама сега веќе пошто сме влезени во таа игра, треба да ја доиграат до крај, треба да се извади максимум од сето тоа и да преовладува мудрост, јака дипломација, да има вклучување на сите експерти таму што се историчари, правни лица, се можно што е па да може да се извлече некако, да се извлечеме од оваа ситуација. Јас сум дефинитивно да се стопираат сите тие преговори и да се продолжи Македонија да се остане како што е. Името не смее да се чепка. Името Македонија не треба да биде никогаш предмет на расправа. Никогаш. И од никого. Мислам, и никој нема право да го менува тоа име. Не е тоа добро. Психолошки делува, навистина, на сите луѓе психолошки делува, наместо да се обрни внимание на економијата, на многу други работи, како што рече ти. Економијата е таа што го придвижува светот. Мислам, ако без економија, без напредок, се колапсира, нема вработување, се оди кон сиромаштија, а ние сме се запнали да се променува името, само да им се угоди на јужниот сосед. Се знае нивната позадина, тие веќе има децениска таква геноцидна тортура над нас и сега уште па да седиме и да разговараме да сме го сменеле името. Тоа е нешто безсмислено за мене.